Ки им помогне ли заштитник од годинава на лозарите? По катастрофално лошата година тие денес му се молеа за добар род. Временските услови минатата сезона не им беа наклонети, па измрзнувањето на лозовите насади ги имаше насекаде во регионот и тоа од 70 до 100%. Слабо род имаше, дека беше многу и од временската ситуација. Значи од зимото тоа. Ние па нешто набравме, а други кои има и што воопште не сабрали. Сепак ова не беше причина традицијата да се прекине, па за Свети Трифун лозарите од регионот за адет ги закроија лозијата и си посакаа берикетна година. Сега ова година се надеваме дека временските услови ќе не бидат повеќе наклонети, ние да го изработиме навремено, да наѓубриме, да окроиме и ќе очекуваме поголем род. Традиционално празникот се одбележа и во Виница. Денес и ние сме тука, го прославуваме со роднини, пријатели, сите заеднички, со вино, ракија, како што е традицијата, и мислам дека секаде се прославува на овој начин овој ден. Желби да биде породно, за разлика од лани, да има поголем род, за да можеме ние како лозарово штари да направиме повеќе вино и ракија и да се собираме многу пати, да го прославуваме овој празник, што денес го празнуваат многу луѓе низ нашата татковина. Од порано уште, нашите дедовци, татковци, значи настојувале тука да произведуваат квалитетно вино, квалитетно гројзе. Затоа ние се потрудивме да го наследиме тоа и еве колку што успеваме да наследиме. Во секој случај, Виница името го добила дека куќа некоја што била градена, тоа го слушаме од старите, од постарите генерации, кои за жал не се меѓу нас, меѓу тоа, дека куќа била градена, каалта била правена со вино. Се во ова е во чест на нивниот заштитник, христијанскиот светител Трифун. Тој на 21 годишна возраст маченички пострада за сочување на својата православна вера. За време на римските императори, кога тие маченички го врзале за дрво, а на крајот му ја одсекле и главата. Но потекнува од благочестиви христијани кои го воспитале во православната вера, а Бог му дал уште и здравје и успех во животот да ја сочува, но и да прави чудеса и да лекува многу болни. Инаку во Македонија има 88 милиони пенушки засадени на површина од 23.613 хектари, а 77 винарии произведуваат 78,5 милиони литри вино на точење и 28,05 милиони литри во шишиња. Најмногу се извезува вино во шишиња и тоа во Кина, Русија, САД и Австралија, а вкупната вредност на извозот на вино изнесува 47,7 милиони евра. Полнолетниот македонски граѓанин просечно годишно пие 2,4 литри вино и 1 литар ракија. Освен Трифун, денес се одбележа и Свети Валентајн, односно денот на влюбените. По тој повод денес во Кочанската библиотека се одржа поетски перформанс. Ние, членовите на литературниот клуб Копнеш, изработивме билтен со наша поезија по повод денешните два празника. И на оваа средба денес, на оваа свеченост, ќе ги промовираме, односно ќе ги прочитаме нашите творби, застапени во билтенот.